Како што најавив гостин во овие вести на Сител, генералниот секретар на ВМРО ДПМН Христијан Митковски. Добар ден, добре дојдовте во вестите на Сител. Добар ден, чест и задоволство ми е да бидам дел од вашата телевизија. Локалните избори ќе бидат наша прва тема. Веќе објавивте петмина од кандидатите на вашата партија кои ќе влезат во трката за градоначалници од 5 општини. Кога ќе може јавноста да слушне кој друг ќе биде ваш избор, во кого верувате дека ќе може да ја освои локалната власт? Да, пред некој ден нашата партија, тоест извршниот комитет на редовната седница, одлучи да му предложи на Централниот комитет 5 имиња за потенцијални кандидати за градоначалници во соодветните општини. Тоа се, како што кажавме, општините Криогаштани, потоа Велес, Петровец, тука исто така Куманово и Струмица. Тоа се кандидати за градоначалници кои што се почитувани во своите општини, во средините од каде што доаѓаат и потекнуваат. Нормално тие се резултат на една теренска анкета, консултација со граѓаните, распрашувања и врз основа на сите тие параметри констатиравме дека тоа се најдобрите кандидати за градоначалници во тие општини и токму мотивирани од таа причина извршниот комитет одлучи на Централниот комитет да ги предложи овие 5 имиња за потенцијални кандидати за градоначалници. Се разбира, периодот кој што следува, партијата ќе промовира и други кандидати за градоначалници, процесот на анкетирање, процесот на распрашување се уште во тек. Така што можеме да кажеме дека многу скоро ќе се знаат имињата на одредени градоначалници. Тоа ќе биде етапно во зависност од тоа како ќе привршуваме и завршуваме со, како што веќе кажав, процесот на анкетирање и распрашување во општините во кои што планираме да ги кандидираме градоначалниците. Новата влада прави кадровски промени во изминатиот период, именувајќи функционери нови во државните и јавните институции. Како партија повеќе пати обвинувавте дека дел од овие назначувања и разрешувања се незаконски. Планирате ли преземање на некаква правна постапка? Еве последен вчерашниот пример со разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски, а денеска веќе има и најава од владата дека во итна постапка ќе се бара да започне постапката за избор на нов јавен обвинител. Така изминатиот период сведоци сме дека станува збор за една груба партизација на институциите во државата. Еден упад кој што го вршат кадрите кои што се номинирани или предложени од страна на владата на Република Македонија, но исто така и од соодветните тела кои што претходно ги формирала владата, како што се надзорните одбори, управните одбори и слично. Можам да ви кажам дека сериозно ги анализираме сите овие случаи на упад кои што се вршат во институциите и незаконските смени, бидејќи, знаете, ова представува едно грубо кршење на изборниот законник, кој што, морам да кажам, ќе има и кривична последица. Односно, сите оние кои што се огрешиле пред законот ќе мора да одговарат за ова што го прават и тоа кривично, бидејќи имаме мислење од страна на антикорупцијската комисија што смееме, а што не смееме да правиме во периодот на предизборието. Ова мислење не кореспондира со овие акции кои што се случуваат, односно овој упад во институциите. Така што можам да кажам дека во периодот кој што следува ние како партија ќе се произнесеме темелно со примери каде што е направен овој упад и каде што се узурпирани овие институции, но секако последица на сето тоа треба да биде на кривична постапка која што треба да биде поведена пред соодветните судски органи. Можам да кажам дека не само што се врши едно грубо кршење на изборниот законник и партизирање на државните институции, туку се инсталираат кадри кои што се некомпетентни, не само по своето образование, туку и по оној профил кој што не одговара на таа институција. Ако имаме предвид дека пред да бидат истите тие номинирани и инсталирани во тие институции, се направи едно така наречено полагање на познавањето на странски јазик масовно, тогаш за какви професионалци станува збор кога во очи Божик ние би рекле прасето се гоело, или со други зборови кажано во очи самиот избор они излегле да полагат и да се стекнат со таков сертификат кој што е неопходен за да можат согласно законот за трговски друштва да бидат именувани. Но има институции каде што се именувани кадри кои што не поседуваат, односно не ги исполнуваат условите согласно законот за трговски друштва, така што периодот кој што следува ние како политичка партија сериозно ќе покренеме една постапка и можам да кажам дека сите оние кои што незаконски донесле некакви одлуки ќе одговараат и кривично. Господин Митковски,
Додека вашата партија беше на власт, многу често бевте обвинувани од тогашната опозиција, Социјалдемократскиот сојуз, дека државата ја презадолжувате. Сега гледаме дека улогите се променија, односно вие сега обвинувате дека владата се презадолжува. Тие пак тврдат дека всушност се работи за раздолжување. Каде е вистината? Еве вака да направиме еден пресек и да ги анализираме параметрите кои што се презентираат во јавност. Од една страна го имаме Социјалдемократскиот сојуз кој што вели пред некој ден имаше партиско соопштение и вели ние го намаливме долгот за 31 милион евра. Што значи тоа? Ако влезете на веб страната на Министерството за финансии и го погледате извештајот за вториот квартал од 2017 година, истиот го споредите со првиот квартал, тогаш можете лесно да забележите со едноставно земање на двете бројки дека е наистина 31 милион. Но каде е тука разликата? Имаме јули месец, имаме прва половина на август месец. Нето задолжувањето, односно задолжувањето и раздолжувањето е многу поголемо од оваа бројка од 31 милион евра. Но тоа не е се. Каде Социјалдемократскиот сојуз не е чесен пред граѓаните на Република Македонија. Ако влезете во податоците кои што ги објавува Народна банка, тогаш многу лесно ќе видите дека девизните резерви на Република Македонија споредено 31 јули и 31 мај се од салдо 366,3 милиони евра намалени на 189,3 милиони евра. Цели 177 милиона евра недостасуваат за нецели 2 месеца. Тоа е скандалозно, нечесно према граѓаните, тоа се средства кои што сите ние граѓани ги поседуваме, така што нечесно е да се излегува со тези во јавноста дека е намален долгот, дека не знам што, кога апсолутната бројка на тој долг не само што е зголемена, него ако таа се претвори во проценти е повеќе од 3% од вкупниот долг. Исто така, она што нас не загрижува како политичка партија, настрана политиката, го гледаме сега државниот интерес, е што имаме сериозни индиции дека собирањето на даноци во месец јули е драматично под нивото на она што било планирано. Тоа може да се должи по две основи. Или намалена економска активност на економските оператори, или второто е неажурност при собирањето на даноци. Предпоставам не е второто, тогаш е првото. И вие ако имате намалена економска активност на компаниите, на фирмите, тогаш како вие треба да очекувате зголемување на бруто домашниот производ, кој што знаеме дека во предизборието од страна на Социјалдемократскиот сојуз беше најавувано дека ќе биде 5, 6 па и повеќе проценти. Како може да очекуваме дека просечната плата ќе биде 30.000 денари? Како може да очекуваме дека минималната плата ќе биде 16.000 денари? Сето ова, кое што сега го споменувам и она што беше ветувано, не само што е контрадикторно, него и брутална злоупотреба на довербата на оној број на граѓани кои што во тој момент поверуваа на овие шарени луѓе. Знаете, не секогаш станува збор за политика, станува збор за држава и државен интерес. Ефектите од овој тип на практикување на политика на долг и на среден рок ние ќе ги почувствуваме. Но се плашам да не бидат кобни. Тука е политиката на странските инвестиции. Ние немаме гринфилд инвестиции, немаме никакви инвестиции, впрочем. После сето ова може би ќе излезе некое стерилно соопштение кое што ќе објаснува како вака така нивната политика била на одреден начин поинакво од онаа која што била политика на претходната влада. Но едно е јасно, дека претходната влада водеше политика на стабилен економски раст на државата, зголемување на бројот на вработени и истовремено намалување на бројот на невработени, зголемување на бројот на странските инвестиции, намалување на дефицитот при трговската размена и сето тоа резултираше со подобар стандард на граѓаните. Ние сега гледаме комплетно спротивна слика. Зголемување на задолжувањето, намалување на државните резерви. Тоа е податок кој што го има на веб страната на Народната банка. 177 милиони евра се помалку државните резерви на 31 јули споредено со 31 мај. Немаме ниту една промоција на странска инвестиција, немаме ниту најава за таква промоција, туку напротив гледаме бркање вештерки политика. Со други зборови, искрено можам да бидам загрижен и како човек, но и како генерален секретар на најголемата опозициона партија и воопшто најголемата партија во државата за иднината на нашата држава. Ние мораме да најдеме заеднички јазик, да седнеме со луѓето, да им објасниме дека вака не може понатаму да се води. Затоа што последиците многу скоро ќе ги платат граѓаните. Каква е вашата проекција за растот на БДП до крајот на годината? Ако ги сумирате сите овие параметри кои што сега ги дискутираме, многу е јасно и не треба многу човек да биде аналитичен да заклучи дека ако вториот квартал се движиме околу нулата би биле среќни, а ако вака продолжи втората половина на август месец и првата половина на септември, тогаш сигурно ќе имаме негативен
раст на бруто домашниот производ во третиот квартал. Ако си дозволиме и во четвртиот да имаме, тогаш државата ќе влезе во рецесија и ќе биде една од ретките во Европа кој што во овој период ќе влезе во рецесија. Затоа е многу значајно да се подобрат економските перформанси, да се започне економска офанзива, односно компаниите да почнат да инвестираат, да се мотивираат истите тие да инвестираат, за да можеме ние да очекуваме добри резултати генерално во целата економија, затоа што тоа се резултати кои што некој утре ќе ги мери. Вие да сакате да позаемете пари, на било тоа да е на домашниот или меѓународниот пазар, вие морате да имате раст или добри економски параметри за да можете да добиете ниска камата на истите. Во спротивно, вие дополнително губите, не само што економијата губи, еднашка со намалениот бруто домашен производ, вие ќе изгубите и со тоа што ќе плаќате скапи пари. Многу едноставно. Тоа е систем на врзани садови. Обвинувавте во изминатите денови дека новата влада не ја задржува политиката на 5% зголемување на пензиите за пензионерите. Денеска видовме дека Министерството за труд и социјална политика тврди дека зголемувањето ќе биде уште поголемо од она што го правела претходната влада. Каков е вашиот коментар? Не можам да се сложам со она што денеска го слушнав, но за да не збориме чисто негаторски, јас би сакал да направам една споредба. Законска врска е усогласување на трошоците за живот визави пензиите, и тоа е законска врска која што го правеше претходната влада, гледам го прави и оваа влада. На што е разликата? Претходната влада секоја година ја зголемуваше пензијата линеарно за 600 до 650 денари. Денеска гледаме изјава од соодветниот министер кој што вели ние ќе ја зголемиме пензијата во вкупен износ годишно од 2300 или карикирам со бројката и 2400 денари. Ако 600 денари ги помножиме со 12, тоа се 7200. Тоа е неколку пати повеќе од 2300. Дали е доволно? Нека проценат 300.000 пензионери кои што претходно имаа можност 2 пати годишно да добиваат зголемување на својата пензија, и ова што сега се случува и не убедува надлежниот министер дека успеа во работењето. Но знаете, за мене ова беше очекувано. Вие бевте, мислам, на тајна дебатна емисија која што не е национален медиум на почетокот на мандатот на оваа влада, премиерот господин Зоран Заев ова го најави. И не е овој податок неочекуван, ние и тогаш алармиравме, рековме дека нема да има зголемување на пензиите, јас лично го кажав тоа во интервју, што еве самото по неколку месеци потоа се потврдува. Дали е тоа добро? Секако дека не е добро. Секако дека тоа се луѓе кои што го поминува најубавиот период од својот живот, тоа се пензионерските денови. Дали 600 денара годишно, месечно преточено во годишна сума е доволно? Секако дека не, можеби треба повеќе, но е апсолутно повеќе неголи ова што сега се случува. Грубо манипулирање со емоциите и чувствата на луѓето, но играње со нивниот стандард во најубавиот период од нивниот живот, тоа се пензионерските денови. 300.000 луѓе треба да оценат кога било подобро. Господин Мицковски, ви благодарам за гостувањето во Вести. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.